Бајкерот или кросфитерот? Ние сме спортисти во овој свет, што значи се гледаме низ таа призма. Почнавме спортски, ама сега со сите теми. Затоа што таков човек во се е успешен. Која друга прилика ќе седне со Перо Антич да збори, со Прима Балерина, со Дарио. Лайфстайл, мотивација, мајндсет, сличност, фати рана подкасти тогаш 16-17 и еве за на крај после 100 години да ние имаме свој и буквално како shift 180. Дека треба да читаш, дека треба да ова, дека треба да сите работи ван спортот за секојдневие. Пиреј, например, не може да има македонец да не ја прочита Пиреј. Не може, значи ја тоа со закон ќе ја забранам. Доколку ви се допаѓа што го врти светот, стиснете лайк и subscribe. Оваа сезона еден од вас ќе има можност да се запознае со некој од омилените соговорници и да добие авионска карта за некоја европска дестинација. Сакаме да продолжиме да ги шириме видиците и надвор од дигиталниот свет. Што го врти светот? Љубов. Надеж. Добро, ова се едни од почестите одговори, инаку. Ајде сега кратки прашања ми треба да изберете. Бајкерот или кросфитерот? Бајкерот. Ајде, кросфитерот. Спорт или естрада? Спорт за секојаш. Не бе спорт. Добро, и фитнес студио или подкаст студио? Јас сум Фитнес. подкаст студио. Фитнес. Ако тоа бирам. Ко морам да бирам сега. Сега, затоа што сте и вие во подкаст студио, интересен податок дознав овие денови дека 80 подкасти има во моментов што се продуцираат кај нас. Но мал процент од тие само обстојуваат и продуцираат многу, најголем дел се онакви поп-ап подкасти. Мислите дека се ствара вака сцена или дека е тоа можеби некако лошо што се премногу? Дали треба да има премногу или подобро е да има помалку, а квалитет? Види, која како беше статистиката со над една епизода у светот? Па, 4%? 90% веќе. Има, да пример, 4 милиони подкасти у светот активни. Добре. Овие регистрирани на Spotify, 4% се над прва епизода продужени. Само 4%. Само 4. Имаше некоја Да, така луда беше. статистика, над 20 епизоди, ако имаш си 1% у светот на подкасти, понатака и нема виш. така беше. Кога ние со 100, Вие Топ. сте. Ние Нула сме кома Джо една. Роган, па ние. Дека гледам, дека супер е да има повеќе и одлично е конкуренција, здрава конкуренција, некој подобри, некој полоши, али не е битно, ние сме почнали негде, тоа ме почна од дома, па тоа еволуира у студио, сакам да кажам не треба совршени услови да се почне. И мислам дека е подобро, али за жал се од оние 95% една епизода е one and done. Да, мислам дека е тоа многу лесно и едноставно. Што бе, ако може овој, можам и јас, што така и треба да се почне по мене. Ама да кога се ќе почне, почнат, да. гледаат дека не може баш секој. И Не, нема да не. фатат одма бројки, на пример, па не е туку така. Не ни мисла, или сакаш или не кеш. Тргнал, може нешто, имал некоја друга замисла, видел дека не е тоа. И ја мислам дека едноставно не ќе да снима. Не ќе подкаст, не е заљубен у тоа, него вози тоа и за тоа не ја прави. Бркаат трендови, мислиш? На прашањето зашто не продолжуваат, мене ми се сведува дека не ќе. Не Па ќе. да, Не ќе или- да продолжи, затоа не продолжува. Да, Тоа се друго е споредно. очекувал дали- друго може. Дали Може би. ќе заработува или какви бројки ќе тоа се е споредно, или сакаш или не кеш. Вие со какви бројки почнавте? Кои ви се првите? Нула, минус милион, поима немам. Минус милион. Првата епизода не бе Појма 1000 немам. views имаше видео од прва над 1000 views за една неела фатјав. Супер. Од првата епизода. Што мислам дека беше коректно сосема. Да, Али да, сега да. Тома имаше некоја негова публика од претходно 2000 subscribers на Томас Performance, тоа сигурно помогна. Сигурно. Знаја за него, луѓето мои што ме обкружуваат, вајда гледали како подршка и се, и тоа се вајда
фатило око и гледат понатак. Али после органски си порасли. Супер. Дали имате некој, затоа што јас гледав дека имате најразлични гости. Значи почна повеќе како спорт во фокусот, мотивација и сега веќе има и бизнис и различни теми се опфаќаат и мене тоа ми се свиѓа, затоа што кога го почнав и јас ова што го правам, ми беше интересно дека е слободен формат и правиш што ќе правиш. Секакви луѓе можеш да викнеш, да запознаш, можете да одберете кој ви е омилен или како тоа со децата и тука ваши. Нема шанси. Стотина се веќе. Од сите нешто ја ме научено. Например? Дека има неверојатно извонредни личности у Македонија. Херои. Ние последно време почнавме да ги викаме херои. И Па и тоа, така е. тоа некако неплански случајно ни се случи. Значи си почнавме чисто од љубов и сакавме да споделуваме позитивни приказни. Делумно планско и ни беше дека нека не запознаат како така спортисти, ама ние у старт знаевме дека кај да е, ќе си ги расшириме темите. Оти ние сме спортисти у животот, ама живееме у животов. Ние Да, сме да. Не спортисти е само во спортот. овој свет, што Да. значи се гледаме низ таа призма. И буквално се гледаме, и сега се сакаме и да тоа знаеме. И како течеше времето, секој од кој луѓе ни доаѓаат, онака да не ти се верува. Која друга прилика, некој си атлетичар, бивши байкер, IT вработен, ќе седне со Перо Антич да збори, со Прима балерина, со Дарио, значи тоа е невозможно, Нема шанс. преубаво е. Преубаво Да, е да. како искуство. Во скроз И- нов свет влегуваш, кој што не е твојот, па може уште ти е поинтересно дека Да. одеднаш некои нови работи. И те зима на слушаш, патувањето со него целата дознаваш, прилика. Прилично рано, доста голем фидбек имавме од типот на преку вас дознаваме многу. Кај не знаевме дека има вакви луѓе у Да. Македонија. Истите коментари се и мене ми е многу драго дека луѓето докажуваат дека сакаат да гледаат такви приказни. Затоа што сум имала секогаш еден бив со колеги, да кажеме, или слично, дека само лошата вест е добра вест. Океј, може би на вести тоа е шокантно и слично, меѓутоа генерално луѓето некогаш има преку глава од лоши вести сакаат да слушнат за некој што успеал, некој херој, нешто Да што се е инспирира. нереален успех од кај нас од Македонија. Така да, тоа е супер што го правите. Мислам дека и луѓето докажуваат дека го сакаат тоа. Јас сум обкружен со различни луѓе секој ден или у сала од сите сфери, од кај све не доаѓаат и има интересни приказни. Ја кога почнувавме баш двајца тројца од сала што вежбаат луѓе, едниот е правник, другата жена работи на факултет. Жена 50 нешто години со кичма што имаше мака. И ја уште пред да почнем се ги замислив интересни приказни, би било убаво да ги дознаат луѓе. Да. Луѓе у сала ги знаат, не ги знаат надвор. И добро и поминаа тие епизоди со Габи и со Буци. Така да и од таму, и зашо јас ги знам повеќето гости, јас ги викав на почетокот и то мене ги знаеш. Да. Ја горе доле им ја знаев приказната и он се изненадуваше, се воодушевуваше поише. Јас Па да, знаев затоа што е. не му ја слушнат. Да, ја ме секам и то прича имаш, дај да чујат луѓе. Е каде бе ја? И јас ќе им ја Да, раскажам да, да, нивната тоа е. на кратко. И па стварно, ај ваш. И Тоа ми е ја и од- смешно кај паметни луѓе онака се повлекуваат како зошто јас не сум доволно интересен. зашо не гледа назад, него само напред, и викам застани, ај се гледаш до кај дојде. Да. И да бе, викам има епизода од тебе, ајде доаѓај. Искачат. Ја и од порано многу си имам фасцинирано од луѓе што спортуваат, а не се спортисти. Дали јас сум атлетичар, цел живот сум спортист, сега байкер и што све не. Ама на времето ќе ги гледам на кеј, го гледам дека се мачи, два и трча, се мачи и тера. Тој поише ме фасцинира него некој атлета, тој атлетата у реду, знам Да, да 10 си како ќе 000 сата трча, имаш да. тренирано, тебе ти е онака, овој што се мучи затоа што сака да ослабе, сакал нешто да смени со животот, тој поише ме фасцинира. И сега жаре, а знаев ја за кросфит, знаев и што све нема помогнато, и кога ги донесе тие неколку луѓе, тоа е жена, сите познаваме некоја таква жена, дали мајка, дали тетка, знаеш таква жена, и ти доаѓа и ти вика крева 100 кила дедлифт.
А не можеш од кревет да стане. Не ти штима у главата како тоа едно со друго не иде. И не може да не биде тоа човек кој што ќе е успешен во што и ќе да зацрта, ако ете со здравието и со телото така се однесува, нели, така да супер. Па ете го, почнавме спортски, ама сега се сите теми. Да. Затоа што таков човек во се е успешен. Да. Тој и со сила да го храниш само негативно, он е имун на тоа. Он, дефолтот му е, окей, што можемо од ова да извлечам, бенефит, што е позитивното, идемо дале. Како да го смениме тоа? Исто ни беше и на нас, како има луѓе што у најлошото, најголемиот проблем си наоѓаат мотивација и си го менуваат светот, си бараат нови информации. Со кој ќе кореспондираат луѓе повеќе? Со Габи или со Диме или со Перо Антич? Да, Кој е друг 2.15 што играл во NBA Турска и освоил? Јас сигурно не. Тие Перо е, например, икона легенда на Македонија, на македонски спорт. Да. И го гледаш како успешно да приказна да видиме од кај е. За тоа е гледан највише. А ова другово е како мене е човеков. Ако он на април можам и ја чекап и он иде на работа од 8, се враќа у 5, и има мало бебе. Чекај малце. Како вежба? Диме иде у 5 са бајле да вежба. Можело и така. И сега ќе ти ги отвори погледите видиците многу повеќе некој таков него или некој познат или професионален спортист преуспешен. Габи беше професорка? Професорка на факултет. Габи е професорка на факултет. 50 плюс години. Врзана за кревет ради кичма. Да, јас имам пример со другарка 37 што е години. спортистка Многу исто. луѓе ќе резонираат со тоа. Тоа Премногу. повеќе ќе мотивира. Да. Ама и тие луѓе треба да се мотивираат, спортистите ги знаат бенефитите од спортот. Ама и тие се 0,1% спортистите. Да. И другиве што гледаат и овие што се снимени. А 99,9 се другиве луѓе што не се сите професионални. Имаше многу јака кампања, сме ја збореле тука на британска влада кај што сака да ги подигне луѓето и сватиле дека во рекламите треба да стават нормални луѓе, нормални Nike тоа го прави жени. у задње време. И така почнува да уствари ова е пред многу години. Сега Њујоршки маратон ли го рекламираа Nike? Не смееле да користат атлети. Аха. Или не знам. видов една многу јака реклама. 200 кила човек трча, ама Да. брефта. И проаѓа само. И пишува Everybody start somewhere. Да, така е скроз. Као мора почнеш негде. Или сега имаше за Нью Йорк Сити маратон the day after. Луѓе не може да се најбоља. симнат по скали, седнуваат. Таксистот на радио слуша So yesterday was New York City Marathon. How is everybody doing? И само се врти сите 20 Стилу не е лет, се заслужува маратон, не е туку така. Да, така е апсолутно. Многу ми се свијат тие Шимони реклами кај што веќе ставаат менјаат. секојдневни луѓе, а бегаат од Леброн Джеймс и компанија Роналдо. Да. Не бегат. Не бегаат, си ги држат и ниф, ама да. Али ги убацуваат и овие. Прават комбинација Има нешто и паметна. тука, да. За се си Па има. затоа што сватија дека има многу голем пазар реално, тоа ја зборам за брендовите, Тачно. кај покрај овие што се занимаваат со спорт, со секако бараат спортска опрема и кај луѓето кои што не се занимаваат редовно со спорт или не се занимаваат се уште со спорт и можеш да ги покренеш. Ова во случајов нас не кажа дека било за кампањата за луѓето да бидат поздрави и вика која е најлесна група која што не мрда, а можеме да ја бутнеме да биде активна. Најлесна група сватиле дека се тие жени кои сакаат да вежбаат, не вежбаат зашто им е страф нешто да не виси, да не биде, да не изгледа неубаво додека вежба и направиле реклама со нив затоа што викаат ова е прва група што одма можеме да ја активираме, па фер е следна тоа, е имаат и јасно, други такви со други групи. Ама многу однака сваќаш дека уствари на луѓето некојаш им треба себе да се видат во моабетите и во све што за да станат и да тргнат некаде. Имавте некој што ви изненади, не сте знаеле дека правел нешто и го дознавате на подкастот, ама еден као неверојатна Тоа работа. Николче со точаците со вулканите. Што? Да, тоа е. Ми се јавува Сала дечко Шежа, имам за тебе за подкаст за тебе. Ајде викам да го видам негде, ми го отпушта на Facebook. И гледаме еден клип на вулкан со точак качен и мафта, нешто и викам толку ништо не знам, зачу не ме интересира. Дај ми бре му се јави да се договоривме, дојде и не знаев кај бил шо правил. Дознаваме на само На епизод. самата. И дадо што све не раскажа, не знаев, јас го знам човекот Леле, приватно, ама да. не знаев дека до толку со тие near death experience со авионите со Малезија со и дадо беше онака
What the fuck? Ние сега пак кога ќе размислам, ние до душа од сите така некако сме Пи оваа со маратониве, изненадени. Маја. Да, бе, Да. многу има. Од нас така ни е пристапот. Со повеќето не се познаваме. И јас, не знам Жаре како функционирам, јас си имам листа, многу долга листа, на луѓе што дали сум ги видел некаде, дали сум дознал, или може си ги знам дека се познати, како желба на гости. Ама јас многу малце знам за нив. Нешто направиле, истрчале, или, еве, овој бил точак на вулкан, ама толку. Дадо, ја не го знаев Дадо Тапшанов. На Инстаграм гледав нешто, што праве тоа комбе, тоа клипчиња некој ово оно. Ама знам дека ако му дадам сега 3 сата муабет, Нешто ќе испадне ќе добро. си ја раскаже причата. Да. И неизбежно е. Апсолутно. Кога ќе ги оставиме ние 3 сата така си раскажуваат, ненормални приказни да извадат. А ви се случило некој да не зборува? Да дојде и да биде, да очекувате дека ќе зборува можеби? Мене тоа ми се случувало многу во утринска програма, ама Аха. пред да седнеме зборувавме, луѓето лајф во одеа? 7:30, да, лајф оди, и во 7:30 многу луѓе не зборат во 7:30. Значи едноставно толку затворен е човекот. И добро секогаш мораш да имаш бекап, некој факти, нешто што ти ќе кажеш за да може да се пополни целиот термин и да биде Плюс убаво. лајф е тоа зебано. Затоа што е лајф меѓу другото. Ама ви се случило така некој и ово има 5 сати, не 3 сати муабет, а да ништо да не кажам. Имало, за среќа е многу мал број тоа, и пак ја би рекол... Не да ми ги кажете. Влегував со очекувања. Многу очекувања. Ама у смисла на окей, сега многу ствари сакам да дознам. Сега знам дека у некоја област работи човеков, сега многу ствари сакам да... Таков сум по природа, прелюбопитен. За областа? Или За областа, Добро. да. И тоа забегувам до техникали, може и не треба толку. Така што може и човекот окей си Се бил. смее, значи. Може и Он не знае да. на што мислам. Така што тоа ја некогаш почесто на себе си го ставам како може мое преголемо очекување некакво, и Да. сега епизодата супер била, човекот окей си зборел, ама ја од претходно сум имал некаква замисла и сега демек овој не ми збореше колку што сакав ја, ама тоа ја колку што сум сакал, не, кој сум ја да кажам, сваќаш? Да, ти може си мислел ке ти ги открие тајните на професијата, Кој може не знае ни што, да. Ама пак ќе кажам. сакал, не значи, ни планирал. тоа едно, две дали биле такви, плюс некако како оди времево, и ние сме некако, се научив, не ќе да кажам да немам очекувања, ама полабав сум валјда со Да. тие. Знаеш како уствари? Се е тренинг. Знам дека ќе биде преубаво секако. Какво и да направам очекување, на крај искуството ќе ми биде преубаво, затоа што си направил муабет 3 сата со човек. Така е. Во однос, еве, не само на подкастите, него генерално во животот, имате ли направено некоја грешка? Затоа што мислам дека мотивација, голем дел од подкастите што ги правите се мотивацијски. Грешка, мислам дека најпотребна е мотивација кога нешто ќе сгрешиш и кога ќе треба да се извадиш од оваа ситуација, од грешката што си ја направил, од повредата што си ја направил, од што и да е, од, не знам, Треба една погрешна да инвестиција. pinpoint. Молам? Една треба во животот или Па може и 3. Мислам, ама баш онака сакам You што се name it, случило. Кај сакаш, у секоја можна област. Пример? Ох, Не ви текнува века се на мене прва. ми текнува што Кажи, не Жарко, почна ти? Па да. не, ако имаш ти, ајде. Он си збори така по навик. И ја од дете ги памтам такви пивотол, како беше? Клучни. Клучно. Основно често делење на така да почнав многу да бегам од часови, и лоши оценки да имам и такви работи. Немав доволно бодови за усредно да се запишам кај сакав. Добре. И првото покајување у животот ми беше тоа, како ку си глуп да можам да се вратам сега у 600. Сите петки за да можев, тоа види сега, ова се грешки, ама и патот гледаш како ме носи ми животот. Така требало да биде. Добро, и се запишав пример во хемиско гимназија, сакав во економско Борис. Таму Да. со другари ќе одевме, глупост, не дека сакав економист да. Очигледно. Тоа е прво. Второ е, многу рано почнав глупости да правам, да спекна цигари, алкохол, од спортот да врдам.
она пороците кога дете ги фатив и среќаше тоа што трета средна па ги откажав сите. Тоа сакам да кажам, за тоа колку е лошо, толку е подобро како види, дете тој отколку како ама може возрастен. знаеш како да те повлече тоа. Може, Ретко може. е. И има многу примери. Да, и како што се скалилата, да ги исполнуваш едно по едно и на крај Да. пропалитет. И па реално шо? И ја у трета Лош сватив. збор, ама секогаш можеш да се вратиш. Секогаш може. Јас стално игам. Јас кога се извлеков од овакво, од глуперда што бега од часови, што не се занмара за ништо, не се интересира за школа, освен за спорт. Добре. И си го фати И патот на приватниот спортот. живот што го живеев ми го зезнуваше тоа што сакав да го правам, кошак. И бев свесен многу рано дека не тренирав доволно. И се ослонав на тој талент од дете, која ми вика си талентиран си. И јас што и да правам сум најдобар, а не е така. И тоа е некое второ покаяние, ама тука пресек имаше голем. И ама касно беше. И сватив што треба да правам. И среќа, у несреќа ете у животот, кросфит се деси кај мене пред зграда и од многу кратка пауза од спорт се прешалтав и добив као втор живот у спортскиот свет. Нешто, да, што ме... Да, цел. Спорт тогаш беше многу рано кросфит како спорт, сега више има урнак. Сакав да ми прв пат да ми кажат имаш градба за овој спорт. И јас all in влегов. Добро. И од тие грешки претходни, што сум се зезнуел, и сега викам, нема овој па да се кам, да се зезнам, крвнички влегов у тренинг, после ми беше понудена работа како тренер, се такмичев, малце подобро, малце престанав со тоа, повеќе како тренер и тера тоа, и многу едукација умеѓу време на темата, лајфстайл, мотивација, мајндсет, сличност, све фати ера на подкасти тога 16-17. И еве за на крај после 100 години да и ние да имаме И свој. вие да имате, па зашто да не? И така уствари од тие си гледам стално, ако сакаш да не се осеќаш како тогаш, ова е грешка, се патерни препознавам. Тоа сакам да за прашам, во колку иднина. е битно да го срушиш тој патерн, зашто Да. тоа може да го направиш секогаш, не мора да си Точно. млад. Да. Општо во животот секогаш Јас сум можеш да среќа што го млад сум го срушиш. срушил, иначе Да, полесно е, сигурно. Ама колку е битно да се сруши тој Најбитно, циклус на ланецот грешки, да го скршиш. грешки, зашто е најлесно во комфорт зона да си се вратиш, така на Најлесно. каучи или на пушење цигари, пиење и така натаму. нема полесно тоа. Ти доста рано Не бара ефорт. свесност си добил за тоа. Да, тоа исто како за Па млад у трета, човек. не знам што гледав, некој клип нешто, некој. Па се поминал до Како трета. што треба ти да направиш професионален спортист да си. Аха, И викам, И си се фатил, ја ништо не правам од ова, бе. Да. Што ти е глупердо најде назад. ова е листата, ништо не се Буквално, покрива, да. а сакам да сум. Да, и јас стално не е најглупа, која јас можев. Буквално јас можев. Кој сега од основно од средно, значи least possible to succeed бев у генерација, значи пропалитет, не учев школа, не ме интересираш. Ама тоа е било досадно. Добро, ама пропалитет да кажеш за некој до 17 години, мислам дека треба да сватат Траекторијата младите дека беше- имаат можност. Беше траекторијата Да. таква. Што Си викам, можел тоа ме да го одиш во скршив таа циклусот. Еден клип што изгледа бе буквално. И само реално. Подкаст беше или рил, биди Не, искрен. на YouTube некоја мотивација беше. Не, многу на трета средно, ова е 2008, 2007, Да, 2008. немаш. А тогаш не беа подкастите. Не, тоаш на YouTube имаше оние мотивациони, знаеш, Да. motivational, Да. такво. Джим Кери, зборел или ово или оно и интересно. И тогаш викам, Некој Майкл Джордан документарци, фатив, кога гледам он 10 сати дека тренирал јас 2. Добро, Нешто сега не Майкл штима. Джордан. Да, Јас така сум е. таков, или ќе играв у Реал Мадрид или нема да се мача во македонска прва лига. И сега кога Добро. видов дека траекторијата е мачење во македонска втора лига, Да. немаше поента и свесно. И дека Лука Дончич више играл у Реал на Да, 17. на 16. Така да, Ја по Тоа е тој со аспект, ја по тој аспект Па супер. контра. Ако Многу добра поента. грешки, значи грешки има нивоа, има клучни, длабоки грешки, а има и глупи ситници што не си ги си утнал сега у јадење, не си утнал, ама од Да. овој аспект, например, Тоа јас се па премногу тренирав. добра. Ја не мислам, веќе сум сигурен со сите знаења што си ги имам сега. Во таа доба, што збориме тинејџерска, 5, 16, 17, 18, ја па уствари бев нездраво мотивиран. Премногу мотивиран.
И тоа клипчето, он што го Значи, со гледал 10 мотивацијата сата, може да се претера, со се може да се претера. јас бев примерот што Многу знае, не е нарно. што знае да претера, да. А и за кошарка е друго, за спортови што бараат вештина, можеш да истераш 10 сата у сала. Шутчиња 1000 пати не е како 3 пати водно и 20-400 на стадион и 100 кила дедлифту и 4 тренинга на ден за атлетика. И ти тоа го правеше цело време се? Да, и ја тоа правев. И факултет, и бев, за разлика од него, по-добар студент. И Успешен и- академски ама граѓанин. Затоа IT. си бев и горто тоа. Значи јас така и ја бев у математичка гимназија, математика, физика, многу сакав, не икев тоа да се го запушавам, па не икев ни IT, ни компјутерски науки, и тоа не икев да го запушавам. Море и ова да се тера, може, не може баш, ако сакаш и Јули. Burnout, how to... Буквално, ема ја beyond burnout, ја до скроз демолирање. Така што сега гледано, се што сум требала да направиме, малце уредо со тренинзи. Не треба 4 пати на ден да правиш тренинг, или ако правиш попаметно, структурирај си ги. И ја бев соло рейнџер. Имаше тренери, ги поминав сите, не ми одговара ова, не, јас сум ваков, јас сум онаков, читај. Имав другари што беа на физкултурно, позајмував таму од нивните библиотеки, демек, книги за физиологија, за се живо и диво, нарачувам, значи, болен, обседнат, значи, се Од што тога можно. што книгите те фати. Не, книги читам одамна, ама пак е поврзано со тоа преска, таков сум по карактер, изгледа премногу навлагам у нештото која ме заинтересирува. И јас се рачунав сега експерт у све, јас сум експерт у тренинг, експерт у физиологија, експерт у нутриционизам, you name it, све, сега, да, можам ја 4 пати дневно ќе тренирам ужива и слободно, нема гајле. И ќе пукаш така цела сезона, ќе доа трките, не можеш ни тренинг резултат да направиш. 1, 2, 3 сезони така и чао, пријатно. Да. Ќе се прегориш многу брзо и многу рано. Да, тоа што праша со книгите, устари, тоа е многу битен фактор за промена. Да читаш? Си се анализирав се, кај ми беше преград. На 19-20 години, устари, тука почнав да читам книги. А Добра. предходно Предходно лектира не нема лектири. прочитано, доктор Оболи, например, второ отделение. Гоце Делчев Топе во доктор 8. Оболи жалам. Тоа е најдобро. У средно не сум сигурен дали имам прочитано книга, али од 19 навака имам многу, преку 200 сигурно. Ако тоа се класифицира кај тоа може не е многу 200, али Да. Генерално. Гледам дека овде црно-бела работата. ако од 0 до 19 биле 4, од 19 до 33 200 супер. И милиарда подкасти и луѓе што се многу попаметни од мене. Како они прават некои работи, едноставно применуваш бе, тоа е тоа, функционира. И сега долго доволно ако го правиш тоа доволно долго и ти ќе станеш таков. И Тоа има логика. фала му на Господе, функционира добре татат. Вие, значи, она спротивностите се привлекуваат, што го викаат, тоа се има Па случајно. има заедничка жичка некоја. Така личи Слушате сега, така подкасти. звучи, ги потенцираме На ЗС разликите. YouTube. Ги потенцираме разликите. Да. Иначе, кога дое прв пат кај мене на подкаст, тоа беше кликање у првата минута. Не, ја ова било све у младоста се, тоа многу Секако, да. Ама многу добро е се дека смени. различни патишта Да, тогаш на перспективи, исто да, место тоа ве да. носат. Тоа е интересно. Он е секој светец случај. од прв ден, јас не сум, например. Сај ти свете. Немој да почне да отвори уста сега. Па не, ама сега со непробујање алкохол до 100 години, до цигари, никад не ова не, значи, За тие Не знам, ствари не. сега така Да. личат разликите, Ова чудно ми звучи со учење, трчање 4 пати, не спиел. Некако. Да, не знам да, како значи си јас спел да не не работам. спиеш. а јас сум Кафиња? за некад од крајност у крајност. Не, јас алкохол и кафе немам пробано до 32 години. Ни кафе? Да, прво кафе кога се роди ќерка ми. Зашо? Па зашо мораш? Да, Джордан. Зашто? Кај да знам човек? Джордан Пури пушел Ништо не ми требало, човек, ништо не ми требало. Све е демек Ете до атлетика. кафе. спорт. Зошто? Кога ти се роди дете, мораш да пиеш кафе после затоа што не спие. Не, Дел од не, времето, нема врска. не? Не, така демек се правдав, сега Аха. нема да спиеме, големото чудо. Така некако. Ајде сега нова фаза на животот почна. Треба Со татко жена сум, ми- треба кафе да пијам. Да, бе, кеј, сега го успавме детето.
Тремеш, знаеш што правиш? Пред спиење кафе. Па уште навечер биеле Не тренирам Зашто више, нема пиено, не нема знае, да? денски па време. Не тренираш кафе више навечер? 15 сата дневно Да. почнав со оние нес млекастине. Леле. Тоа не беше ни Оу, кафе. да. Тоа не е кафе. Да, тоа не Тоа е беше, ама кафето си така пето полека, деление. као навика ти станува навика. Да. И алкохол исто немав пробано до уште покасно. Најтрагично мене што алкохол ми е одвратно, а не ми е убаво тоа мезење, тоа не го разбирам, со ракија ако ќе седнат луѓе. Да. Стварно не ми е убаво. И се смееме стално, ја идам, пијам да се начукам кој е прослава некоја. Викам, не пијам за џабе, не се прљам. Зашто не го уживаш уствари, Тоа него едно го две пиеш. пива не постои, ја не ми е убаво. Вкусот не ми е убаво, алкохол не ми е убаво. Да, и Да. не дека ја денес љокам виски флаша секој ден. Ја немав пробано до 35 години. И доволно ти беше И една од чаша. тогаш пијам 2 пати у годината едно голткиче. Добро. Вие стварно, значи, Не, јас здраво се- живеете, Кога практисувате се тие проследе се правам масакар. Аха, Ама окей. таа вечер. Јутре дента ми е уништен цел ден и после тоа е. Не ти е убаво Па не воопшто. ти е, ама сега свадба е некоја прослава дете се, тоа е. Има и такви моменти. Не сум ја крив. Али доволно е тие да се пекирани Да, 5 да. до 10 пати во годината максимум да е тоа. И јас Не е мислам дека умереност е клучна. Секогаш А ми е ја пример, баба ми друга секој ден страна е- пие една ракија. Ако пиеш секој ден 10 ракии, нема да дочекаш така е. главога старост. Најверојатно. Али па и другава страна ми е со рутина 100 години наназад вежбање, исхрана, ово и ова е буквално дупка на патот еден ден, па ајде се Да, причи. бе, Тоа толку е ништо Да. страшно. Сакам да прашаме на прашање за подкастите, зашто одеднаш излегоа многу и така. Натаму и луѓето мислат дека сите прават многу пари од подкасти, а од моабетов сваќам дека и вие и ние истото го направивме. Сте влегле во старт со цел да нешто продуцирате, да ги покажете луѓето што ги знаете, да измотивирате на тој начин. Која е економијата зад подкастите? Значи, како се финансира еден подкаст, еве, ваш или во Македонија воопшто, ако сте ги разгледале повеќето, претпоставувам. Нема дека- заработка, нема. Тоа сакам да кажам. Аха. Нема заработка. Живзијан сте. Имаме Не, еден на нула. имаме еден пријател на така ги викаме ние пријатели на подкастот кој што уште од сам почеток ни помага на месечна база и тоа е од прилика да сме на нула на оние тековни месечни продукциски трошоци. Ама Да. тоа не вклучува ни опрема, не вклучува ни време, не вклучува ништо не вклучува. И тоа е само колку да речеме дека не сме узијан. Ама ако анализираш све, си узијан. Ама па не ќе да кажам дека си узијан, затоа што ја така и точакот ми е узијан. Што и Така ќар како имам се од гледа, точак, да. што ќар имам од 30 сата неделно тренинг. Некако подлабоко би сакал да ти одговорам, а тоа е имам исполнување на душата. И тоа Па нема да. цена. И тоа може да те мотивира во се Така, друго што мене правиш. точакот кој знае колку може да кошта. Ама ништо друго мене нема ме исполни. И да доат и да ми плаќаат џабе. Не, сваќаш ако кој ќар имаш од да си седиш 2 сата у тишина? Никаков. Никаков ќар. Јас мислам Кој дека ќар има од 50 книги годишно? Освен $500 потрошени. Па сета прави подобар, според Е, мене. така, што од значи, тоа. холистички ако гледам ја, животот ми е неверојатно богат. Да. У секоја сфера. И подкаст има улога у тоа, и книги имаат улога у тоа, ама само вака бројки ако гледаме клик, маркетинг, толку евра кошта тоа, толку евра кошта лаптопот, толку евра коштаат камерите, коштаат тие, еден куп коштаат, ама Апсолутно. колку кошта мојата среќа? Колку кошта тоа што ја не ми се верува животот колку ми е убав? Ама не само тоа, туку тоа те прави утре нешто што може некаш да го сработиш, барем во мојов случај е така, да сум помотивирана да го сработам затоа што знам дека ќе може нели да го правиш ова, да го продуцираш, да оставиш нешто. Да. Така да немате некоја таква придобивка, не знам, да те поддржи ова на друга работа што ја работиш. Не знам кога Има, програмираш, у секоја да си можна сфера пофокусиран. сум подобар човек. Да, добро. Не формално образование добивам. Никој не ми дал, ја прочитав 50 книги, на ти сега пари за тоа што Не, прочитам. апсолутно. Не,
Ама затоа што прочитав, ја дознав милион работи, ги аплицирав у тренинг, ги аплицирав у работа, ги аплицирав у односи. И тоа си се Посреќен сум кога тренирам и кога работам си и се тоа е кер. акумулира, а има и директни врски, да. Ја буквално на работа сум подобар технички за тоа што правам тренинг. Тоа и научно Да, може да се научно докаже. да кажа. Не, Така што мојот начин на гледање на таа економско прашање е премногу тесно исповрзано се со се. Да, ме луѓето што се успешни најчесто не се така еднонасочни, така што добар пристап е да правиш повеќе работи во исто време ако имаш желба. Зависи за што. И за спорт, на пример, е докажано дека помага и во учење, и во работа, и во се останато. Многу ми беше интересно во Media Lab на MIT, бев на една програма и влегувам внатре, секаде имаше точаци, ако сакаат луѓето си повртаат, додека истражуваат, да не се само седнати, затоа што научниците знаат да се внесат, да не станат. И они сватиле дека практично им влијае на мозочната активност, така да секаде имаше опции ти да си повежбаш, дури ако одлучиш цел ден да го поминеш овдека, да не седиш цел ден. И мислам дека веќе многу работни места го прават тоа, значи стоечки бироа се во светот, прифатена работа. Имаат као придобивка да вежба. Со сила им ги прави. И те пцуја таму вработените после. Па не, јас мислам дека со некој што зборев се како имаат опција. Може да се го кренат има бирото. опција, да, има бироа на дума. Мислам дека више перење е тоа на фирми големи. Да. Поише придобивка. Зашто ве тераме да седите до 10 на работа, па еве може да стоите додека. Еве имате бенефити, точак вози додека бла бла бла. Не, ако се знае како се вежба и кај се вежба се такви. Ќе правиме за скрам митинг и ќе стоиме. Бра. Поздрав до скрам треба мастер. човек да си го прави затоа што си го сака, затоа што треба да му е дел од животот, не затоа што у канцеларија масите може да се кренат. Врска со подкастите, со парите, ние у старт не влеговме ние со таква приказ, се ние од ова пари ќе се обогатиме. Да. Али мислам дека да е неминовно ако ти си доволно истраен и ако го правиш тоа што го сакаш и си збориш луѓе што тебе се интересни. Што е неминовно? Да се збогатите. Да се монетизира, па реално што. Викни не за 5 години па и ќе ти Тоа се кажеме. јас мислам, ако обстанам и јас сите ќе бидеме многу богати за 5 години. Математика е, не може тоа. Да, јас секоја мислам епизода X број на сабскрајбери се зголемува, X views имаш. На прошлата година до оваа е тоа експоненцијален, утре ќе ти кажам, експоненцијално. Експоненцијално. Раст. Наредна ќе биде да исто прашање на време и сега ја мислам дека е прашање. На старт ние не тргнавме леле сега тука спонзори ќе имаме, па волку пари од ова, од она. Не, волку вјус, онолку мега или тоа не ни проверуваме статистика, не се замарам со ништо. Коментари не читам, не ме интересира. Не читате коментари, тоа ви е паметно. Не, он не ги чита, ја мора да ги читам, затоа што ми скачаат у студио. Да, не ме интересира. И си правиме муабет на теми што нас не се интересни и што мислиме дека би можеле да помогнат или често прашања мене што постојат у сала. Викам, дај ќе сниме епизода, ти имаш искуство, ја имам, еди го саат време, за секогаш ќе седи на YouTube. Да не ме прашуваат у сала, викам. За прашања. За прашање од сала едно морам да го поставам затоа што Фикс има голем бас на интернет и голема борба околу тоа. Дали девојките што вежбаат кросфит се балкнуваат? Тоа односно дали им се прават онакви огромни мускули ако вежбаат кросфит? Не, нема врска. Што па ги прави различни тератана тие? Поише се балкнуваат тие само со тегови работа. Не. Зависи од исхрана, кај жени тоа иде многу поспоро, зашто помалку тестостерон, или тестостерон треба за мускули, така натаму. И не баш. Тоа што гледаат на телевизија и на YouTube тие такмичарките, мислам дека и други работи се инволвирани таму, како секој професионален спорт, така да нека не ги гледаат нив. Ама тие сакаат да се такви. И мораат. Зашто треба да дигаат тегови. Одговорот пак е дали сака. Ако сака да е балк, ќе биде балк. Ако може да е балк, нема да е балк. Со секој тип на тренинг, не е еден по. Ама тоа си повлекува. Ако сакаш да си балк, значи ќе земеш, ќе читаш, ќе правиш, ќе се интересираш да правиш ствари на начин на кој што ќе те направат балк. Ако не икеш да си балк,
Исто ќе земеш, ќе читаш, ќе се информираш, ќе правиш ствари што нема да те прават волки. Не Тоа може е не тоа. сакајки. Таде. Како ние не се Како кајки не? не се зголемиме? Шо и плюс тоа од денес за утре ли ќе биде? Или она со Мислам, Денес прашувам, 10 склека и утре на рамото. Со Јас да протеинот знаем. да не рипна многу. Како Да, викам ја бе. не рипнав? Да, месеци ќе примиш па ќе приметиш грешка. Еја бе, идам у насока што не ми се свиѓа, ајде малце adjustment и тако дале. Не е Тоа туку не е- така. Од тоа што се плашат, тоа знаеш како? Абе, можам, ако не знам, отидам таму и таму станам милионер? Одма, Можеш. Да. Одма. Одма. Сваќаш? Не е туку така. Можеш, ако сакаш и ако ред работи. Али е многу полесно да не си милионер, нели? Многу е полесно Да. да не се балкане, што бара ефорт, бара работа и бара храна, калории, добри калории, протеин и тренинг тегови и поише тренинг. Не е туку така. Така. Добро. Може ако сака. Да. Погрешка не. Има многу вакви информации. Ова е еден пример како мит што постои. Ама има ли некои други дезинформации што ги слушате, а се врзани со спортот, затоа што сте цело време на интернет, покрај и во сала, покрај тоа што вие креирате контент на интернет, сигурно, како што разбравме, и многу гледате. Има ли некои информации што се комплетно грешни, а се промовираат? Затоа што цело време ги гледаме оние флеши, за 3 недели, за 6 недели ќе станеш вместо ова, мене ќе го станеш она. Да. Краткорочни типови на исхрана, програми за вежбање и све краткорочно у тој таа област. Значи, прво мора да се стае у глава дека тоа е за цел живот. Џабе. Нема за волку, за онолку, за... Цел живот мора да вежбаш. Значи нема до лето. Точка. Не. Штета. Сезонски вежбачи не проаѓаат. Проаѓаат, али е многу потешко. И нема потреба од тие осцилации, килажа и се за летото си добар, па зимата, па летото си добар. Па тука наредно лето нема толку добро, па ај побрзо да е, па ќе посегнат по нешто што може не е да зборе. И води тоа што не треба. Погрешни се тие, 21 ден, онолку дена, оволку дена, што има рок на траење, а ова е за цел живот, нема рок на траење. И најчесто со 120, како, со 1200 калории, менија. Да, ама и до кога? Па 500 калории на функционира. ден ќе јадеш, Се 20 врти. дена и ќе умреш, и ќе ослабеш. И помина 21 ден, иде прво се најадува глупости, седмици ме кафани, ќе се изначукаат, ај од утре ќе почнеме за 5 дена ќе ги врати тие 8 кила што ги изгубиле за 20. Дел било вода, дел било вода. Тоа е најголемата глупост. Брзо, на брз начин, шема за слабење и програма за качување мускулна маса или за било што. Не постои тоа. То нели било која информација што ти е презентирана површно, извадена од контекст, Лесно, едноставно, просто, е брзо. Апсолутно. Секоја информација е дезинформација. Ако не го знаеш контекстот, ако не знаеш длабочината, ако не знаеш како ти резонираш со истата, секоја информација е дезинформација. Апсолутно и во сите области. Одбери сега, буквално, што сакаш одбери, подеднаков број на теорија, ќе ти зборам и за и против. Да, И ништо, ако сакаш. шекер. Шекер, Да. 2 сата Добар само однос. можа да ти зборам колку е закон шекер. И ќе ти дадам сценарија кога треба да се користи, зашто е закон, зашто е подобро од било што друго. И 10 сата ќе ти зборам зашто не треба. И го вадиш тој сегмент, шекерот е закон, и луѓето го Така, читаат само тоа, сега па ќе- еве сега ќе топ. Сега да осецнеш, го извадиш, да. бајкерот кажа, шекерот е закон, ајде, утре Ало, мамо, сите што ти сладоледи. кажав, ке ми се јави или не? Глупости. Свагаш? Да. И исто така има зашто шекерот е отров. Не Отров. смееш, да. Отров, така што ако сецкаш, тај го и ова дека е отров. Дека е отров, не. Ама Фали тие контекст. екстреми, да, најчесто не се баш точни. Фали Веројатно. контекст, фали заштото. Да. Заштото секогаш фали. И па тоа Зошто можеме да го шекер? правиме во подкасти, ама не можеш да го правиш во рилови. Често така се случува некоја информација кратко исечена Добро да утро. отида Да, 100 милиони views, некој зашто шекерот. зошто шекерот е супер или никако не им давајте шекер на вашите деца, готово крај, цел живот ќе бидат Готово, нездрави, цел живот ќе бидат не знам, ќе имаат 300 проблеми и така натаму.
тоа исто е интересен пример, секогаш јас баба ми, ама она многу мудрости кажу. Биша медицинска сестра инаку. И во период на доење, нели, на жените им се прави еден крах на систем, кај што ако не можеш да почнеш, ти е нервоза, ти е стрес во случаев, јас можев, ама многу луѓе се борат со тоа, многу жени се борат со тоа, па за детето е здраво, па паѓа во дополнителна депресија и слично. И кажувам и она вика, јас не сум доена во село. Мене немаа баш ни млеко достапно цело време, затоа што немало Аптамил во 42-а. И вика, значи, во моje време ми дава шеќер, брашно и вода и ја на тоа пофатив и малце млеко од најблиската овца, што можеше да се најде во моментот. И тоа е тоа. Ама цел живот умереноста, грижата, движењето, ете, сега си се исплати. Не може да е така се брзо. Сега дури и ова фали контекст. Сега ова некој ќе очуе, ете, бабата на Јована јаде, пие ракија и јаде шеќер и ама супер. Ама не, умерено, се малку. Супер атлета. Не е како живеела, што правела. Така е. На село сите се активни, така да сигурно голем фактор бил. Не, она тука била, ама пак и медицинските сестри се активни на работа. Многу, секоја таква информација е дезинформација. Апсолутно. Ама сакам да кажам, никогаш не е едното, мора да се налепи мора се. Мора контекст, така е. Се и ти си уникатен. Да си го видиш својот. Прочитај се и знај дека ти си сега уникатен и кај тебе други правила ќе важат и земи прај ги. И пробај. Тргни. Да, не 10 дена, не 7 дена. Од сега па до крај на животот. После 60 дена ќе направиш adjustment. Чекај, Волку, овај да пробам сега, ама не, сваќаш, 100 дена, 200 дена, 3 години, 15 години, запишувај, прави си споредба, И така, тера, и утре кој ќе ти каже некој шеќер, ќе му кажеш, не знам, ја истражувам 20 години на мене. Што да ти кажам? Тачно знам кога да правам, кога да не правам, за 2 години може и тоа грешка ќе ми биде, кај да знам. Нај може Ајке ни да одговори на некој прашање. Ама најверојатно не. Барем за овие што се многу лични. Мораш да пробаш. Теорија што е напишана од човек пак. Да, што зборат луѓе. Некој што тестира. Така да најубаво да се експериментира. Ќе видиме. Да се експериментира на себе. Пробај. Немој хипотетички сценарија. Ама ако не знам, пробај, не знам. Прави тешки работи, крај на приказната. Тешки работи како 100 кила на бенч. Ти што мислиш дека е тешко, прави го. Тоа е поентата. Фала на убавата прилика. Прави тешки работи значи ти што мислиш дека е тешко. И не ти се прави. Мене ми е 100 кила тешко, на Жарко не ми е 100 кила тешко. А може не јадење торта ти е тешко. Може возење... Не, мислам ти конкретно, ама и сите што не слушаат и сите на кои што ја баеме поракава секоја можна епизода. Ти што мислиш дека е тешко? Тоа прави го. Добра. Ама вредно да е на крај. Зашто да не е тешко, го да е тешко. Добре, само се common sense нормално. Добро се. Тешко ми е да така. Контекстот до крај е кила шекер наеднаш. Само што зборуваше дека контекстот е многу битен. Така е. И 20 кебаби ги се наедеш. Не е тоа. Ама немој да едеш секој ден 20 кебаби. Исто така за кого е тешко? За некој не е тешко. Значи ова се мисли за тешки физички работи и заактивни. Да ги правиш родиш треба да се направат без разлика дали се прават или не. Да се качиш на водно. Има 300 сати материјал од нас више. И не мора да е водно, и домашно ако треба напишеш и да учиш за испити и да е, значи, а не ти се прави, знаеш дека треба да го направиш. Заврши работа, што треба да се заврши. Така е. Најчесто тоа е тешки работи. Откаде ви дојде вас мотивацијата да почнете со социјални медиуми, затоа што скроз друго работите од Томас Перформанс до подкастот и така натаму? Откаде дојде поривот за да правите нешто тешко што вие или не сакавте да се снимате претходно или затоа што сакате да преведете за подкастот, на пример, меѓу другото. Затоа што сакате да ги преведете работите што ги знаете и ги научивте од англиски на македонски или за да запознаете кол луѓе? Си пратиме подкасти, многу ни се свига и што би било и ние да си имаме, ајде да пробаме.
ај пробуваме, болje нешто нема у свет. Прејако. Да. Прејако е. И од таму па надале тоа е. Толку. Се ви се свиѓа или само делот со зборување со луѓе? И Се после ми се. монтажа и промоција и вадење. Се ми. Иако би било убаво Ја наскоро. за едното можам да зборам. Јас сум монтерот се уште, би било убаво наскоро да имам помош на тоа поле, иако и во тоа уживам. Во монтажата? У монтажа, у спремање, у поканување, у самиот муабет, се. Луѓе што се IT обично уживаат во техничкиот дел на Па нештото. да, гикови сме, двај чекав, 16 компјутера дома, софтвери, ваков маус, камери, не. Се Што ми да е им правам интересно. на овие 3 екрани сега. Да, се ми е интересно. Се ми е интересно. Си пробувам, си учам. Ја не бев едитор видео. Ради подкастов фатив, учам туторијали, ајде се ова како ова е. Сроден скилсет е, значи ако некој може да програмира долги сати, обично може и да уште поубаво му е ако монтира, зашто е по... Може, навика да, пред не мора компјутерот. значи. Ја Да. кај можам да седам толку човече. Ти не Нема имаш шанси. Да, компјутер. не, немам компјутер, да. Нема Стварно? компјутер дома. Да, само тегови. Немам тегови. И книги. Што ќе му со негови Не имам книги. сал. Не бе. Кај знам? Телефонот имам све и салата, ето. Добре. Ја користно малце за сала да ми биде реално. Што не може да става преку Инстаграм, па со тие емоџиња, па погоди го, па требало, па сега нов тренд има на Инстаграм, па со тие извичниците, што да пишам, па ова. С 1 сат дај стаја камерата да збориме до утре. Искуство го сакаш, ја кај сум ја грешил работата, еве ви, живеј. Зашто јас сум барал примери за мене и немало на почетокот. Да. Како почнувале, ќе пофатиш од оној кросфитер, од оној светот, ама нема тоа што скача као влогови, day in the life, немаше вака да седат. Да, тоа беше едно време хит. 18, 19, 20 фатија да зборат, па да пренесат искуството. You gotta go hard, man. И толку. Да. Мотивација. You gotta супер. hurt. Прави тешки работи. Ја го гледам како да ме боли, каде, што треба и немаше спецификација од тоа. Немаше специфично ништо, не ми кажува. Да, треба да ти е тешко, мука, да, тренирај цел ден. Што е цел ден? Колку сата, како, колку се тегови. И ме нервираше што никад не беше онака изџвакано да го голтнам. И ми фалело тоа од увек. И почнаа да го прават некоја во Америка. И сега ја викам, зашто ние не го правиме тоа тука? Што мене ме интересира, тоа можам до утре да зборам. А имам урнек 10-11 години да ти раскажам од кај што сум правил јас, кај што сум грешил, кај што сум бил добар, кај што сум бил лош. Викам, Зашто why да not? не? Да. И ето така. Ти спомна Па, добре. социјални медиуми. Ја не го осеќам подкастот и јутјубот кој социјален медиум. А, добре. Тоа е местото кај што устори не е ни единствено, ја и на Spotify ставаме, кај све не и на Apple сегде. Зошто не го осеќаш како социјален медиум? Нема социјален елемент за мене. Добре. Тоа е видео материјал од кој што Да. ќе учам, мислам за другите зборам подкасти што ја ги конзумирам, а нашиот е ја и да не го објавам, ја искуството го имав, ја муабетот го направив, Да. гостино го запознав, приказната ја знам. Сега just so happen дека таму се ставаат. На YouTube се става видео материјал. Да. Утре ако има некој друг ќе оставаме таму. А оваа другава страна, Инстаграм, Фейсбук и тие ствари, тоа ми е некако као нужно зло, да речам. Баш. Оти ја немам за себе лично, сум немал акаунти на Инстаграм, на Фейсбук, на такви ствари. Само мотивацијските. Така. Свој личен сум немал. Што правам со семејството? Немав Само професионален. немам апликација, немам немам акаунт, ја немам Фейсбук, Инстаграм. Немаше. Направи со Томас Перформанс? Со Томас Аха, Перформанс да, направи, да. добро. И сега почнав и окей, сега сепак да. Како Ја алатка е уживав повеќе. све искуството го имам, ама добро, Не, имам и тоа, малце да. мерак и да го споделаме. Кај се споделува на YouTube, ама кој ќе знае дека уопште постои на YouTube? Па промо ќе му правиш на Instagram. Океј, ќе направам акаунт на Instagram. Ама треба и Facebook да имаш, треба и TikTok да имаш, треба и Twitter да имаш. Oh my god, не можам. И сега имаме као постојат тие акаунтите, реално не ги ажурираме нешто многу и Инстаграмот ми е too much. И тоа ми е као, окей, дел од работата е сега тоа. Да. Негде треба се дознае.
подкастов. Апсолутно, знаеш. за разлика од традиционалниве медиуми кај што ти стигнуваш и си на кец или на двојка или на тројка со твојата содржина, Да. тука мораш многу повеќе да ја промовираш содржината за да стигнеш до Така Треба што нека гледач. активно да пушти Да. YouTube. апсолутно, да. и у А што тоа до немам тогаш? некој мерак, освен гледам што се порано беше постови и што е по слика, добро, ќе пуштиш слика и текст, а сега не, сега мора рил да рил. биде. Мои толку секунди морало да биде и вака, окей, ајде, тоа треба. Вертикално па формат. Сваѓаш и од тој Да, аспект, сваќам например, истите болки ги тој имам. дел на социјалните медиуми, тој ми е начинот на размислување. А дека ова подкаст е социјален медиум, не е едноставно нов тип на медиум. на платформа, на Е медиум. медиум, да. Да. YouTube Ти е поише медиум, ќе а е знаеш ствари. социјален, мислам дека затоа што имаш юзер, коментари, луѓето може да ти придат, од не тој е аспект. она, може да се направи заедница на луѓе кои што ти пишуваат, топ За YouTube contributors, збориш? да. Има многу опции Да, кои што да, се... YouTube-от е социјална Да, мрежа, да, квази со видео формат. Не, се е тоа точно. Ја Ако не е го TikTok, осеќам. тогаш е YouTube. Ја не го користам ради социјалните аспекти. Знам, Да. знам Да, што да. може се разврзаат дискусии, О, не, чуда, тоа. Да, оно. да. Па и гледам дека има примери на јутјубери, посебно во делот на фитнес, ки ми скоментираат, го пробав ова, не знам, оваа вежба, па долу е amazing, I loved it. Значи цело време им враќаат. Ама За тоа да има се некои за engagement, engagement. глупости пак, бројки принцип. зависат финансиски парите, И пак тоа. до тоа се сведува. Се на за пари све, доаѓа. освен за А јас ви Македонија викам важи што го тоа. врти светот, вие љубов да се зезам. Па, надеж дека после. ама и е љубов, што збориме од преска, од љубов го правиме. Да. Да, да. Мора да се почне така, затоа што во спротивно нема ни да почнеш никогаш. Ако чекаш дека некој сега никогаш тебе да ќе не се ти... монетизира, не е страшно, не Да. е. Абе, да. Не си зијан. Не. Битно, малца си финансиски, ама си добил многу друго. Веројатно од Од искуството. другиве мои страсти и хобија у мојот живот су многу поише зијан, така што подкастов е супер Аха, сега за окей, сега. окей. Значи ја и точат си возам, и трчам, и вежбам, и едно време и столар бев. Тие сите хобија многу поише ме коштаа него подкастов. Ова за столар немаше да го предпоставам, ама е супер хоби и Ова ме тоа. тера Чекам епизода да ја епизода за тоа да посветиме. Е, па еве, што мене ми е интересно, сигурно барем уште не Ке илјада дуе, луѓе кај ќе да, ги ке видат. дуе, треба посебно стварно да се посвети на тоа. Си бев, си уште си сањам за тие години, кога си бев столар, шо убаво време беше. Ке Да, споделиме, нека као најава за некои идни месеци. Кога гледам филмови од Југославија, се чудам зашто сите свират гитари и слично и сестра ми вика немале социјални медиуми, морале хобиња да имаат. Луѓето. Така да ете. баш. Од таа Порано хоби генерација. беше, што ти е хоби? Да слушам музика. Слушање музика, да. Слушање беше хоби. Седи дома да си стави CD или плоча Да. и да си седне вака и да си слуша цела плоча сат време. Тоа му било хоби. И тоа е И хоби. свиреле, многу Му луѓе ја свиреле исполнува онака. душата. Да. У мир, без други дистракции, тоа било хоби. Сега не можеш, што Spotify хоби ти е. Само ти пушта. Сакаш? Не се ни трудиш. Може ќе стане слушање подкаст хоби, бе? Па е, хоби сигурно. Не знам. Кај знаеш? Не, Треба да тоа е- видиме како се категоризира. Ние би требало Нас да знаеме. ние по 12 сата неделно минимум слушаме. Тоа е контент диетата уствари. Не, Да. што нешто мора да конзумираш ти. Да, апсолутно. Дали е вест или е подкаст или е видео или е влог, whatever. Пак нешто гледаш цело време. Нешто да, што гледаш не е нешто секогаш добро. конзумираш, да. Вие книги многу конзумирате, двајцата сега, тоа е затоа што го направивте бук клабот или бук клабот го направивте затоа што многу читавте и Не. секако. Ја да си увалам 12 книги, тоа ми се минимум годишно, го увалив буклавот. Аха, Моја за да идеја. мораш. За да морам. Јас Супер да идеја. он чита без да ја не можам да ги се заслушам подкаст, јас аудио само со книги. И додека возам. Чи јас ја Да. морам 12 книги да прочитам. Не може тоа да не се деси. Имам Да. обврска прво према него, второ према тие луѓе што го гледаат тие епизоди што ми се интересни, има посебни па тие ги сакаат само со книгите. Бук клабот беше негова идеја. Да. Образувањето јавно, супер. И тоа не, дури нешто многу унапред не ми ја најави као на епизода, ми е спомна која идеја и после ја Ова разработивме не е New Year's некако. Resolution која е за подкастот, таа. Да, и живи радости кога кажа. И ти секако читаш. Да, и ја дури морав на неговиот начин да се навикнам аудио.
Ја до тогаш немав навика аудио книги да конзумирам. Јас си сакав да си читам, иако ја бев од оние најтврдокорни да си биде испечатено дома, да го држам во себе. Тоа е генерацијски јас или не се сетам? Па појма немам, ама познати ми беа луѓе кои разговараме и кои веќе почнав полека да се префрлам на Kindle. Да. И ќе пробам, мора пробаш, многу е кул, луѓе ми, не, ја морам да си ја фатам испечатена. Викам, те сваќам и ко сваќам и тоа какво е, ама има и многу кул предност у Kindle-от. Па ајде така, Ма Kindle сите е години. достапно од светот. Да. А вака мора се молиш да преведат. Мене ми пречеше што... Па не само тоа, и простор треба да имаш за многу книги. Ама ај просторот, ја многу брзо ги исчитав македонските изданија. Добра. И после тоа... Премалку се? Интересот ми прерасна во книги за кои што нема македонски. Непреведени. Што значи Да. мора да ги нарачувам од интернет, што значи мора да ги чекам по 3 недели од Амазон, Значи Kindle. што значи мора да нарачам 5-6 унапред. А и тоа не е ефтино И хоби плюс- кога така ќе видиш. Ама плюс исто. ја од Скапи недела се. у недела дознавам што да читам. Са вака Каде бараш информација? гости од подкасти, од оваа книга ќе дознам, овој ќе референцира друг, па тој автор има своја книга, или сега ме заинтересирало религија, па са за религија, што се може да си... избор информации за книги на кај да се свртам? Кај да се свртам? Wish листата ми се брои у илјадници. Добро, значи нема да се случи да не можете да најдете книга за читање, Нема тоа е добро. шанс, Не, бе. Јон 12, ја имам сега да му ги извадам вака за 3 години. Добро. Со тоа што јас се фатив на неговиот воз, па и ја ќе си се обврзам, за наредниот месец е која ми е наредна на wish list и таа ќе ја убацам. Иако сега сме веќе така, ги поминавме 10. Првите неколку беа, окей, сега ќе си искористам прилика, си спромовирам нешто што мене Веќе си у го читал и ти е животот, добро. Да, у животот, или сакам па да си ја прочитам, или стварно сакам да ја приближам до народ. А Пиреј, што е- например, не да. може да има македонец да не ја прочита Пиреј. Не може, значи ја тоа со закон ќе ја забранам. Така што, Добра, да, ама мојавето Пиреј ми беше е тоа. добра Принтани, идеја. па Kindle за тоа што можам сега ја читам, бам, клик, искача, сега наредната, бам, моментално. И така више не се бројат, човече. Не се бројат колку се. Која ви е life changing? Многу рандом у маркет влегов. Брайан Трейси, тој за продажба е човекот, врска немав со тоа. И од позади свртев и баш пишуваше, ако ти се осеќаш како да си на островот еден ден ќе биде, ја така порано, после, тогаш, ја купив, ја прочитав на одмор и буквално така shift 180. Дека треба да читаш, дека треба да ова, дека треба да сите работи ван спортот за секојдневие и знаеш кој Да. шамар да ти удари некој ти ги отвори очите. Аха, долке патот, од тука треба добро и од тамо тргнува возот и нема И после зашто. продолжуваш да читаш. А сега од актуелниве книги некоја да препорачаш како Јас многу биографии најдобра? сакам. Многу биографии сакам, јас биографски. На Андреа Агаси изненадувачки премногу ми е интересна. Онака книга за тенис, ама што ми има останало впечаток. Многу добро, многу. Open мислам се. Јас Да. биографични читам и тоа може би ми е грешка, Обожавам. ама некако ги рипам кога ќе видам биографија, ова што и да е друго. Па така е преку... Еве ти Може шорткат. грешам. Не, имаш хак за тоа. Постои подкаст што се вика да, Founders. Добре? Аудио само е, најди го на Spotify. Тој чита и обработува автобиографии. 700 страни за, не знам, за Стив Джобс да читаш. Човеков, се можно што е излезено за Стив Джобс, па епизода 40 минути, биографии. А тој што пиша сега биографијата за Стив Джобс, стори се Илон Маск ја напише. Да, Волтер, како се каже, Исаксон, не така беше? Така беше. Тоа е таков, тоа е биографија. 5-6 има мислам на Да Винчи, на Маск, на Apple, на Джобс. Заборев. Интересен прелаз од Да Винчи на Маскина. Да, ама такви на големи умови низ историјата им ги пишу они по 20 сата аудио траат, по 700-800 страни, значи Да, многу да, е темелен, многу. И онака, Многу јако. сериозно, за Маск е 20 сата аудио по еден ден. Добро.
ќе се гледа и ќе се слуша веројатно тоа многу и по подкасти сигурно ќе го обработуваат. Сигурно и вие еден Ќе ден. мораме и ние, бе. Па ќе морате да што да правите. Тебе која ти е омилена книга? Нема шанси. Нема шанси. Само можеме ти ги... Добро, која е последна што си ја читал? Ни треба име. Еве не оваа од И оваа од Power овој. vs Force ми делуваше така, малце ми ги отвори очите. Со нивоата. Да. Ете, Power vs Force. Па имам и епизода за тоа. Не знам. Нема. Од секоја нешто си наоѓам. Секоја ме допира. Ама таа едната што сега не смеам да ја откриам, затоа што му ја спремам за нареден предлог на подкаст, таа е life changing за било кој. Секој што ја Добра. чита таа книга, така што ете, У декември Book Club што ќе излезе кај на нас. крај на декември ќе 30 вајда имаме епизода што ќе ја работи. Таа книга ми е мене прочитана неколку пати, ќе ја прочитам пак само за епизодава. А инаку класици многу поштувам, значи Достоевски на Достоевски, тоа, Карамазов, Злосторство и казна, сите тие, значи Тихиот Дон, класиците сите. Гледаш ти усредно што се читале, а не ги фаќам баш. Да. Тоа е интересен момент, што ја ги исчитав усредно, И се навлече на нив. не, ко било поминало. Ко Ко да не си ги. да не сум ги прочитал. Ама Джабе. не ги сваќаш, има и Кај джабе сме филмови ги такви читале што... усредно. Запира и зашто И ти ја реков? негде во подоцнежни години си се пак читајки разни други книги, science fiction бев ептен, nerd за science fiction, све можно. Ама пак не знам, мене ми е дел од животот тоа. Значи ја ако не читам дента ми фали нешто и читам, не знам, не водам евиденција, неделно може, плюс и многу брз читач сум. И ми текна после некое време, ја мора од понова да ги прочитам сите од средно, затоа што џабе. Од наши класици, од наши автори, Стале Попов, Андреевски, па од интернационални, од руски класици, се се вратив од поново да си ги прочитам и тоа е веќе... тоа е отварање очи. Знаеш зашо пире од 25 нагоре? Малце у системот да влезеш. Да, да го Осет- осетиш што се осетиш случува лошото. ти на 16 години. Некои знаат работи, значи има деца млади што поминале многу до 16. Што поминале до 16? Ама добро би било да не поминале, ама има деца кои што живеат секакви животи, ама генерално за мнозинството си заштитен од семејството и не си поминал доволно работи за да ги разбереш. Мене ми се случило тоа со неколку филмови, книги не толку, ама веројатно да, Филмови лектирите исто, како се не. пример добар. Со филмови, не знам, на Милчо Манчевски пред дождот сум го гледала Кај некогаш. разбереш кога дете, тоа било 96-та е филмот. Не, 95. добро, тогаш не се сеќавам дека сум го гледала, после тоа како кога навлегува во телевизија и слично, се уште бев многу млада, сега кога го гледав пак во ковид, зашто нели вртеа многу македонски филмови тој период, пак ме тогаш сватив која е големината на И со филмот. овој Многу ми се памет допадна. приказната позади, приказната можеш да ја видиш, знаеш. Така да Маката што влијае. имаат фамилии, деца, оно. Да. Исто така, Малиот принц викаат дека треба да се чита цел живот, онака, бидејќи е малечка, како дете едно ќе свати, возрасен човек сосема друго, пошто Јако. не ги разбираш паралелите на животот и смртта кога си дете, не ти Немаш се искуство, толку. толку си Јасно. Тоа е браво, многу убава причина зошто е убаво луѓе да имаат навика да читаат, што преку нив си гледа самиот како расте. Напредок. Да. Како ти можеш различно да доживееш иста книга, Ист затоа што лик два во пати си ја книгата. прочитал, тоа значи е увид во себе нешто си увидел. И тоа е, една од тие ствари што едноставно нема цена тоа, нема како ефектот да се мери од тоа, нема. Па мислам дека затоа и ви оди водителството, затоа што обично водители, актери мораат многу. Вие сте водители, сега како сакате кажете го. Подкастери може да се вика или слично, истото е.
Порано биле презентери, па биле водители, сега се подкастери. Нормално се менува пристапот и начинот на кој што зборуваме, ама тоа е тоа и мора човекот многу да чита, затоа што мислам дека и тоа со ликовите можеш да ги разбереш луѓето, за да ги разбереш можеш да прочиташ, да навлезеш во многу ликови, во многу луѓе и да ги разбираш. Инаку нема да бидеш добар. Водители. Новинар исто така мора да чита. Па сте муабетчи, ама и читате. Ја имам Сте среќа и со новинари. професијата, многу различен карактер на луѓе, машки, женски, не е битно. Да. Секакви. Да, и Преку 1000 нешто веројатно луѓе сигурно поминале за 11-12 читањето ти помага со да се ги разбереш малку подобро вежбачите. Да, како не. Ти мораш, тоа е најтешка работа со луѓе да работиш. А ова Па сите викаат тренери, доаѓаат, психолози дека треба да ви. сите доаѓаат со различни желби и очекувања. Така е. И сега треба негде сите у средина да се донесат. Па плюс јас со што да вежбам, јас што да правам, па 15-20 луѓе одеднаш, па треба да се менаџира, па. Да. И убаво искуство и тој тренинг. И вака А ќе што дојдеш ги по со еден мотивира човек. луѓето, на пример, кога што ќе им кажеш, ги мотивира? Има ли некоја една реченица или две-три што ги користиш за да Ау, не. ги Ја избусташ во даден Сурово момент? искрено им кажам само Добра. да не се лета облаци. Зашо? Зашо се вчера? Што правеше за вчера? Кај беше ова? Тоа нема, тоа е. Реалноста Слушав е таа. еден тренер вика ми се јавува неколку пати девојка ми вика немам се правам, ама немам резултати. И тоа вика, ја се чудам зошто нема резултати. После тоа ја гледам у Макдоналдс. Па заради ова, нели немаш тоа во диетата, во исхраната. Ова не се брои. Тоа беше многу јако. Нема што ги мотивира искрени да се према себе. Ако донесеш ти одлуката, не треба мотивација, више знаеш, не те интересира тебе друго. Да си искрени, тоа е многу мразно. Не ме лажи, мене џабе ме лажеш ти, а ми е гајле мене, јас се здебелам. Не знам што треба да правам. Глеј си ти за тебе, ти мислиш. Да. Да, добро. Сега ако прима човеков и ако стварно се вложува, пута 100 ќе ти дам, јави ми се приватно, сад време ќе збориме, не е проблем. Ама ако гледам дека основното не можеш да го направиш ти и да испазиш една нејава, да не си огубиме времето. Таа мотивација се потекнува од самиот човек. Значи, Не Ти можеш не си некако да го донел одлука, избусташ. ја шо да ти бам на ти глава. што можеш Тони Робинс донеси го, нема џабе. Да. Тој што веќе е решен, тој што најшол од негде се мотивирал и најчесто мора нешто драстично да се случи, некако емотивно да го врзе со нешто, мора со некаква емоција длабока да се поврзе за човек драстична промена да направи. Од тој момент па натака може му фали само информации. Добро. Ама дека ти ќе го смениш него длабоко да он мотивација некоја да му родиш, не, таа мотивација мора од него да дојде. После може насока му фали, може информација му фали, ама он е веќе решен. Он ако не е решен и ти Џабе. му објаснуваш што да јаде или како да трча или не, Го заболи. џабе. А бицепс у кафана се важи и вака ме. Не се важи. Јас сум К15. преку 30 години, значи сум спорт е дел од мене и тоа имам пробувано џабе. Заклучокот е дур не дојде од самиот себе џабе. Сакаш кажеш. Добро, има примери за некои луѓе што не сте верувале дека ќе постигнат резултат, се запнале, постигнале. Ево ова беше една жената што не можела да стане од кревет, сега доаѓа редовно вежба. Таа сама не верувала тоа. Крева, веројатно да. Ама има некој пример да се издвои однака баш тоа треснало од земја. Што беше исто на подкаст, он беше Буци му е надимак, може да замислиш. Да. 27 години вика, не се сеќавам на вечерите што премногу сме пиеле. Средно факултет кој скачале порано. 200 пива ќе испиме. Вика 27 не ми текна што правиш. И му наоѓа на човекот проблем или без кичма ќе останеш или мора да смениш нешто. И ете го моментот кај што е кога ќе им кажат на луѓе како откажат цигари. Мене кога ќе умрам и од прозор ги фрлив и не запалив утрен. Не дека не можело предходно, ама... Точно. Драстичното нешто е многу добра клоца у газ, а не дека не може другачи. Он е исто така, што сега се такмичи, ќе одиме у Белград, ќе такмичи он од не можење да чучне еднашка до кревање сериозни килажи, одење на раце, гимнастички комплексни работи, правење до... Иде и он у Белград?
И ова почнува после 27 години. После 27. Да. А до тогаш е бивши кошаркар младинец, нешто, и како да ја втора, трета средно и тоа се остава, и од трета средно е 17 години, до 10 години е Ништо. средно и факултет. Мислам, пиење и јадење. Буквално. И сега он учел право, и тоа има еден тон учење со книгата, и по 18 сата седиш плюс, Да. и тоа е. А Има и влијае мал тоа... милион други, ама многу се 10-12, знаеш колку пати Има тоа и е тоа, нема. ај си у себе сигам, нема надежи овој. Ама ајде. Иде, 20 кила, браво. Нака и мене ми изненадувале. Што не треба пред време да Супер. ги судиш. Али ете, Не знаеш што му е внатре на Точно. човекот. апсолутно. Да. А влијае дали како деца тренираат? Како еве, јас сум родител, знам, например, моите како се поставиле со мене, ти си исто родител, како со децата да се поставиш? Дали влијае она одење на спортови? После, затоа што еве примеров е до 17 неговите што можеле направиле, ама после 27 па може останало нешто, не знам. Зависи на кој спорт. Од аспект на некако на детето да му пренесеш нешто. Да, дали треба да се пуштаат децата на спорт, дали тоа може би некаде во животот ја подобрува еве го мотивацијата, мојот дисциплината. став за тоа. Животот извини, не што мотивација. Треба ли у школа го пратиш? Апсолутно. Треба ли да ми ја заби? Да. Тоа е тоа. Тоа е мојот став за спорт. Треба и да спортува Не, обавезно. нема ни дискусија. А не да седиме на клупа на Нема ни физичко. дискусија како што си законски обврзан да го пратиш у школа, да е до мене, законски ќе те обврзам да тренира нешто. По школа има тренинзи они. Не ме интересира, Не, тоа е физичко школа. 2 часа, Мора да го дисоцира тоа. Не може школа да биде и тоа, и тоа, и тоа. Не, школа е школа, тренинг е тренинг, спорт е спорт. Мојот став е тоа, драстичен е, да, ама не ме интересира. Да беше функционално тоа од школото, немаше да се запишува деца во природа. Ние CrossFit Kids отворивме, например. Од 4 до 14 години, до 16, до 14, 16, више се тинеџери. Од 4 до 14 у развој, значи нема, не ти нуди на друго место. Да, и нема доаѓаат и шанс. учат како да го движат телото, легни, стани, склек, чуча. Па викаат за 4 години дека тоа е првото што треба, дека не треба секогаш одма на некој конкретен спорт да се Многу е плати, рано за 4. Што сака, нека За прави тимски само треба спорт се- зборувам, Да, знам да мора има да опција направи уште. нешто. Фудбал нема за деца од 4 години. Има од 4. Без- Ама мислам дека пак истото го 6-7. прават, се подаваат топка, мислам повеќе Веќе од тој дел. 5 или од 6 годишна возраст имаат на ФФМ играат деца лига меѓу нив. Што е Супер. браво и За мене е супер за смртен греф да помине дете 24 сата без да се мрдало 2 сата. Да, секако. Тоа е смртен греф е тоа. Не може. Ама и не може да помине детето. Ние Како- имавме една како ќе се епизода, случи си тоа? направивме малце научна фантастика сценарио. Да, ако тотално го реизмислиме школото, да примарно се фокусира на физичко. Тогаш да, супер, ќе ги пратиме на школа. тогаш програмата и, ќе и функционира. школото ќе ја заврши и таа улога. Има програми каде што во светот, каде што други предмети кои што не се физичко, пример природа, мораат цело време да ги прават надвор, па дури има како математика македонски да се прават надвор со физичка активност. Значи не мора да се они седнати во клупа Океј, по добро. И методологија. пак И пак ќе Ама- фали тренинг. Ама се седнати во клупа Не. во најголем дел. И од пак ќе ситуацијата. фали тренинг. И пак ќе фали Зашто сега тренираме. Не учиме математика Ето. со чучањи. Не. Зашто броиш? Еден, сега два. детето за да му стане дел од живот, за да види Навика дека дека така во се денот живее. треба да го има, да. Така се живее. Ние ги наметнуваме тие слики за реалноста. Сами се измислуваме. Јас се зезам супер што одев на одбојка, баш пораснав 1,65 м. Татко ми вика, па, не Значи, е тоа. буквално на ниво Целта на е да миење имаш заби. или? Треба да За му цел живот. биде на миење заби. Ова Долги. пак искача како Така со треба да е. бироата на стоење, како со Така треба да е. македонски се учи училница, математика се учи училница, се вежба кај што се вежба. Значи нема потреба за да малце повеќе. Не. Одреди саат време, 2 за тоа и Ама глед како Тргни. Порано има играле смисла оваа многу приказна. спортови во мало и мислам дека фалат, мора да се даде и простор каде децата да спортуваат. Точно
За Има нас каде, не е многу повеќе проблем. Имаат сега него ние кога сме имали. Имаат, ама тие што имаат. Со камени Треба дрво да има гол и- сме правиле, нема врска, немав Ама имало простор. Ама Имало мало, имало деца. Сега, например, во нашето мало, околу мене има 3 деца. Не може фудбал да играат. Мора да се однесе негде специјално за да игра. Порано стварно Има па играле и фудбал имало. на 5 години кај што се играат лиги. Сега знаеш се Да, и тоа е Се не треба покриваат да биде со друго. луксус според мене. Тоа ми е моабетот. Не треба да биде кој може да плати. Тој секако ќе плати. Јас секако би го носела со тренер детето, тоа се педагози кои што си имаат како работат со деца. Меѓутоа, ако овие што немаат, што правиме ако ние немаме игралишта во рамки на малото, ако немаме простор кај да ги ставиш тие голчиња, ако се само згради, немаш кај да иде детето. Скокај дома 1 сат. Драстично Да, сакам да. да кажам ја. Мора систематски ова да го збориме. Од ја кога викам дека секој дете секој ден тренира 1 сат, подразбирам дека и родителите истото го правеле. Така е. Одма те гледа Сваќаш? тебе ако вежбаш. И родителите од деца во дел од живеењето име 5 до 6 пати неделно у толку саат, сега јас саат време правам нешто. И сега ние сме тие деца. И сега на нашите деца ништо не мора да му наметнеш ти. Моето дете го гледа татко му како секој ден у толку саат иде прави нешто, што прави, не објаснувам. После тоа мајката иде прави нешто. Никој ништо не мора да каже, затоа јас систематски кажам. Тоа си ти. Сите, за да може да го прават, треба да стане на ниво на општество, да станеме посвесни. Ќе завршиме со децата, затоа што како што трна работава, можеме да зборуваме стварно 5 сати. Ти реков, јас. Да, ама време си Во одите. сат на нас ние загревање. се гледа у сад, така да се зезам. Значи, мислам дека супер теми покривме, имаме уште многу, ќе си дојдете пак кога ќе станете милионери, а до тогаш фала. фала ти Добра дај Боже. одјава. Фала и на тебе.